Подготовките за зимница веќе започна. Тезгите на пазарот преполни со земјоделски производи, а најбаран во овој период од годината секако е пиперот. Продавачите со поделени ставови. Некои велат дека цената е висока со оглед на животниот стандард и ниските приходи кои ги примаат граѓаните, но дека други сметаат дека со оглед на времето цената е солидна. Продажбата само што започна. Задоволни сме од квалитетот, но сепак нема многу купувачи. Се надеваме истата ќе се зголеми и дека нема да бидеме принудени да го продадеме поради фактот што одстоење пиперот скапува. Додаваат дека не само од пиперот, туку и на другите продукти за зимница продажбата веќе оди, но и таму се бележат повисоки цени, а она на што се жалат и макамачат се и дивите продавачи, кои како што велат им ја превземаат работата. За пиперот, доколку е прашањето, значи моментално иде 30 денара кило на кутија, мислим на пакет. А муштерите не се толку задоволни, пошто стварно нема работа и малку му изупали тие што се најпотребни ги земат, значи зимат колку му требат. Цените моментално се доста високи за нашиот стандард. Луѓето уште чекаат некое време да се намалат цените, а верувам натаму дека ќе биде подобро. Везената пиперка за нижење, моментална цена му е 60 денара. Спрема околностите како беше летово, сме задоволни, квалитетот е малку намален, но добро ќе биде, че има доволна количина да се снабдат сите граѓани. Краставчињата, овие што се стават во тегли, 40 денари, сега моментално, карфиолот 40-50, морковчињата 40 и исто така. Лута пиперка везенка е 60 до 70. Квалитет е убав, само народ нема паре, без паре, што? Пензионери, што да платят, што да купуваат. Према годишно време не е скапа. Бидејќи времето е многу топло, секој ден го вадим. Ние сме задоволни, оваа година пиперот ни е многу убав. Али не сме задоволни затоа што надврси многу роба троши, а ми одека само плаќамо тезги и стоимо и кад дојде време пуштимо по цено одека. Мава ви у 11 кад си продаде, ва ми одека што стоимо џабе? И тој треба да се види. Лане ги измаваше, кад почнемо да кад немаше сезона, а сега те утекна сезона, ни сви надвор продавав. Цените се доста високи во однос на нашите примања. Со плата и пензија од 150 до 200 евра не може ништо да се купи, така да оваа година ќе бидеме принудени да подготвиме многу малку зимница, затоа што зимата е долга и мора нешто да се јаде. Секој според својот джеп, се жалат купувачите. Ајварот сигурно ќе се најде на домашната трпеза, како што велат тие, ќе почекаат уште малку да падне цената, па тогаш да го приготвуваат. Не, скупо е. Пуна работа, највише пипер што е овај везење, тоа е за наш джеп не е. За 10.000 плата за 150 евра, тоа е скупо, не можеш да купиш да одај. Еве зимница, што ќе направиш со 30 дена, 35 пипер црвен? Скупо е. Ќе подготвувате ли вие нешто оваа зима? Па, по нешто мора да се једе. Што ќе гледаш нешто што можеш поевтино, спрема свој джеп? Како не, све, зимница, сладко, благо, све се прави сега. Видовте ли колку е цената на пиперот? 30 денари за килограм. Све е скапо, и пипер, и патлиџани, и компир, и граф, све е скапо. Пензија мале и така. Сиромашки ќе тераме некако. Што ќе подготвувате вие ова зима? Па ајварче, ако дојде пипер на цена, ајварче, пинџурче, сос, патлиџани, мариџано, тоа се прави. Јер живот е тешко, многу нема работа и не се испеќе да купиме. Ако имаш, ке напреш, ако нема. Освен за основните земјоделски продукти за подготовка на зимница, потребни се и други намирници за кои мора да се издвои поголема сума на пари од домашниот буџет.